Тело на 69-годишна жена која се удавила во главниот магистрален канал од хидросистемот Брегалница е пронајдено во близина на селото Жиганци и Кочанско. При рутинската контрола на мрежата за наводнување изутрината околу 7 часот, вработени во водостопанската подружница од Кочани забележале безживотен труп што бил закачен на решетките од каналот и веднаш ја алармирале полицијата. Поаѓајќи наам од селото, од Жиганци, гледаме имаше 2 полициски возила и 2 пожарникарски. Сумњаме дека има некој човек горе, пошто имаше и доста народ тамо, веројатно има и од судо. Значи, истражен судија, тоа така оде, можда имало и доктор, сигурно и доктор имало. А и мислам дека и брзата помош беше тамо, да, горе возилото. Кој е човек, не ми е познато, не знам. На местото каде што е пронајдено телото, увид направиле надлежните полициски органи и јавен обвинител, пошто е констатирано дека станува збор за Розита З од соседното село Спанчево. Вчера попладне жената била забележена дека се упатува кон полето во близина каде што поминува каналот и оттогаш и се изгубила секаква трага. Од увидот што го направиле надлежните е констатирано дека кај починатата немало видливи траги на насилство и заклучиле оти се работи за несреќен случај. Поради тоа, обдукција нема да се прави, а телото е предадено на семејството. 69-годишната жена не е единствената жртва на каналот од хидросистемот Брегалница. Од длабоката и студена вода пред 2 години исто така беше извлечено тело на удавена жена од селото Чифлик, а пред тоа и на 39-годишен маж од Кочани. Со оглед што се работи за отворен и незаштитен објект, неретко во каналот паѓаат и домашни животни што се напасуваат во близина, поради што надлежните ќе мора да бараат решение за зголемена заштита на неговата околина.